Просто там уже нечего, городов нет и школов нет. За жал, најмногу од сите тие кризи, од сите тие ситуации кои што се случија околу светот во последниот период, најмногу страдаат децата, најмногу страдаат ние, нашите врсници, а тие немаат за ништо не се криви едноставно. Тие ситуации треба да се искористат за да се насочат младите луѓе кон правилно, искрено верување во разрешување на некои конфликти, бидејќи често ни се случуваат конфликти и во училиштето и надвор од училиштето, така што оваа ситуација можам да кажам дека ни беше еден важен поттик да дадеме свој придонес кон мирот, кон мирното разрешување на различни конфликти, агресии, па и војни во крајна линија. Решивме да ги оставиме пораките да ги видат и сите ученици од училиштето, оти тоа ни е всушност и целта, да се размислува за мирот, да се размислува за слободата и потоа да продолжи тој процес на пишување пораки кои што ќе го направат учениците така што ќе бидат инспирирани од тие првични пораки и самите потоа ќе пишуваат пораки. Многу полоши ситуации се случуваат во светот, отколку, например, некоја мала криза, некоја мала кавга што може да се случи во нашето училиште помеѓу нашите ученици. И тоа да им биде на нив потсетник дека најмалите кавги до кое ниво може да стасаат и дека со еден убав збор може да се решат сите проблеми. И мислам дека дефинитивно ќе биде еден поттик и едно потсетување на учениците. Я боюсь громких звуков, когда там тумбочка, двери закроются, шарик лопнет, такое. Знаеме дека мирот е она што најмногу ни треба и дека на војната треба да и се каже стоп.